Најсовремена медицинска технологија на едно место, Аџибадам Систина создава нов диагностички имиџинг центар кој што ќе служи за рано диагностицирање на разни болести. Во овие вести разговарам со професор доктор Зоран Трајковски, кој што е специјалист по радиодиагностика, и со доктор Маја Чапова, исто така специјалист по радиодиагностика. Добар ден и ви благодарам за гостувањето во ова информативно издание. Добар ден. Најпрво, доктор Трајковски, кажете ми, велите дека сте најсовремени во регионот. За каква инвестиција станува збор? Па, овој центар е формиран пред 10 години, кога е формирана и клиничката болница Аџибадам Систина. И стартувавме со опрема која што сега се надевам дека ќе се возобнови, а и континуирано се возобновува на некои 5 до 6 години, за да се пратат светските трендови во технологијата. Значи, за секоја диагностика, ние како радиолози и диагностичари сме врзани со технологија. Таа оди многу брзо напред, се дигитализира комплетниот систем и се унапредува самата диагностика. Самиот диагностички центар располага сега во еден конгломерат од 3 оддели кои што се споени. Тука спаѓа диагностичката интервентна радиологија одделот, понатаму изотопските или нуклеарна медицина и онколошкиот центар, во кој што има исто така диагностички апарати, но пред се третманот е исто така битен таму. Во тој конгломерат диагностиката е на прво место, бидејќи секогаш се тргнува од диагнозата во медицината. Во нашиот центар ние имаме конвенционална и така наречена радиолошка диагностика со рентгенски зраци и една друга група на апарати кои што ни даваат имиџинг диагностика во поширока смисла на зборот. Тоа значи да добиеме представа во неколку рамнини и проекции со современите технологии, пред се со ултразвук, компјутеризирана томографија и магнетска резонанца. Тоа е во основа нашиот центар и уште еден дел кој што се бави со интервентна радиологија, тоа е диагностички интервентна радиологија, кој што понатаму исто така ќе го развиваме и унапредуваме. Доктор Чапова, имате најсовремен мамограф во однос на диагностицирање на рак на дојка. Можете ли да ни кажете повеќе околу работата на мамографот? Како и секоја година и оваа година во месец октомври се навраќаме на карциномот на дојка. Месецот октомври, веќе 20 на години, е посветен интернационално како месец во кој што треба да ја подигнеме свеста кон постоењето на оваа болест. Секаде во светот, па и кај нас, честопати во овие денови говориме на оваа тема. Карциномот на дојка, за жал, се зголемува, стапката негова расте и ние мораме да бидеме свесни дека постои, бидејќи само свесноста за постоење на оваа болест може да ни помогне и да ни направи разлика во раното диагностицирање. Само пациент кој што е асимптоматски, кој што ќе дојде на навремен превентивен преглед, може да се надева на рана диагностика на оваа болест доколку постои. Во нашата болница постои центар за диагностика на дојка кој што опфаќа третирање на оваа болест од диагностика, вклучително хируршки третман и онколошки третман. Јас работам на одделот за радиодиагностика, каде што се бавиме токму со раната диагностика на карциномот на дојка, каде што на располагање ги имаме сите најсовремени машини кои што учествуваат во диагностиката на оваа болест. Она што е ново во нашиот оддел е новиот апарат за дигитална мамографија, кој што ќе ни помогне да бидеме уште попрецизни во оваа диагностика. Разликата меѓу апаратот кој што го користевме досега и она што сега го имаме е уредот за роботизирана стереотаксична биопсија, кој што ќе ни овозможи уште попрецизна диагноза, односно ќе ни овозможи попрецизни биопсии и попрецизни предоперативни бележења кај пациентите, кај што тоа ќе треба да го направиме исклучително под контрола на мамограф.